7 ноември е 311-тиот ден во годината според Григоријанскиот календар. До крајот на годината остануваат уште 54 дена. Илјада 829 година во Прилеп е роден Марко Цепенков, најголем собирач на македонски народни умотворби, кои имаат непроценливо значење за македонската фолклористика, за етнографијата, за лингвистиката, националната историја, правото и за моралот на македонците. Тој е автор на неколку публикации, напишани на македонски јазик. Илјада 867 година е родена Марија Склодовска-Кири, француски научник со светски глас. Од големата маса уранска руда, таа и нејзиниот сопруг Пиер Кири успеа да издвојат нов метал радиум. Во 1903 година Марија Кири доби Нобелова награда за физика, а во 1911 година доби Нобелова награда за хемија. Илјада 1913 година роден е францускиот писател Албер Ками, добитник на Нобеловата награда за книжевност во 1957 година. Неговото книжевно дело е засновано на идеите на сите присутни парадокси на современиот свет. Смислата ја пронаоѓа во творењето. Позната е неговата изрека: да се твори значи да се живее два пати. Негови најпознати дела се Странец, Куга, Пат и уште многу други. Илјада 944 година во Битола излезе првиот број на списанието за жени Македонка, орган на антифашистичкиот фронт на жените на Македонија. Од 1953 година излегуваше под наслов Просветена жена, а од 1991 година како месечна ревија под името Жена. Илјада 947 година во Горна Џумаја, денешен Благоевград, со изведувањето на пиесата Печалбари од македонскиот писател Антон Панов, официјално ја започна својата дејност обласниот македонски народен театар. Тоа беше прв македонски професионален драмски ансамбл не само во споменатиот град, туку и во Пиринска Македонија. Театарот работеше на македонски литературен јазик. Илјада 995 година во хотелот Мармора во Истанбул беше потпишан договор за формирање мешовит македонско-турски деловен совет. Советот е формиран со цел да ги разрешува сите пречки во трговската соработка помеѓу Република Македонија и Република Турција. – 2004 година во Република Македонија се одржа неуспешен референдум за отфрлување на предложената територијална организација на државата. Референдумот бил распишан со цел изјаснување на граѓаните во врска со новоусвоениот закон за територијална поделба на Република Македонија и бил одржан на 7 ноември 2004 година.